На новата година нема да им се радуваат сите. Аналитичарите веќе предвидаа дека и покрај огромните бројки на пораст иднината на голем број кинески производители на електрични возила е загрозена. Според нив, во 2030-та ќе ја дочекаат само 15, од кои првите, некои споменуваат десетици, веќе оваа година ќе стават клуч на врата. Ова тврдење звучи многу страшно ако се знае дека во земјата моментално се активни 130 компании во оваа област, но во услови на доста интензивна конкуренција и укрупнување на капиталот, ваквиот епилог е неминовен. Проценките уште велат дека тие 15 кои ќе останат ќе имаат просечна продажба од околу 1.000.000 возила, што автоматски значи дека ќе дојде до консолидација на кинескиот автомобилски пазар, на кој сега се одвива безмилосна битка, добро поддржана од властите заради локалната економија и вработеноста. Сепак неопходноста од значителни инвестиции во истражување и развој, како и итноста да се постават големи портфолија модели, создава обкружување во кое е тешко да се постигне одржлива профитабилност. Негативните последици од војната со цените и значително прекумерните капацитети, чија искористеност лани падна на просечни 50%, би можеле да се ублажат со освојување странски пазари. Но не сите можат тоа да го направат ефикасно. Во тој контекст Европа е златната кокошка, каде возилата може да се пласираат со доста поголем профит отколку во другите делови од светот. Сегашните податоци кажуваат дека само 2 кинески производителя на возила лани во текот на целата година успеале да бидат постојано профитабилни. Затоа и со право 2026-та се дефинира како година на голема пресвртница во овој сектор во кој неминовно ќе се случи голема чистка на проблематичните производители. Но, бидејќи со нив ќе настрадаат и бројни добавувачи, сосема е можно државата со своите инструменти да се вклучи во создавањето услови кои ќе опстане, а кои не. Лип Мотор веќе се надева дека ќе биде меѓу нив. Финансиската инјекција која ќе ја добие од државата, ФАФ групата, во замена за 5% од акциите, ќе му помогне во планираното проширување. Тоа предвидува испорака на 1.000.000 единици во оваа 2026, со кои ќе стане трет најголем производител на електрични возила во Кина зад BYD и Geely, но и 4 милиони годишно во рок од една деценија. За да се оствари тоа, потребно е силна глобална експанзија во која поддршката ќе ја има од Stellantis. Лип Мотор, кој постои само 10 години, значаен дел од својата стратегија темели на агресивната ценовна политика и постојаното проширување на понудата. Клучот за успехот го гледа и во вертикалната интеграција, што е истата формула која применува и BYD. Според податоците од компанијата, 65% од деловите гледано според нивната вредност се развиени интерно, што на Лип Мотор му дава околу 10% предност во трошоците споредено со конкуренцијата.